Кога почнуваат сопствен бизнис, жените во Македонија најчесто се решаваат за услужните дејности, но бидејќи не располагаат со доволно финансии, обично отвораат микропредпријатија со 1 до 2 вработувања, со мал обрт на средства, а со тоа и мал профит. Поради ова жените најчесто го искусуваат феноменот на така наречената предприемачка сиромаштија. Од она што сме го согледале на терен од нашите истражувања е дека жената многу често има недостаток од финансии, иако е во фазата на предприемништво или пак е во фазата на одлучување дали сака да биде предприемачка или не сака да биде. Ќе видиме дека и недостатокот на финансии е должно на онаа криза во семејството, криза во одгледувањето и растењето на децата, значи сето тоа е должно на една финансиска нестабилност во фамилијата. Она кое што ние работиме е да направиме жените да имаат повеќе финансии преку предприемништво. Значи не ги насочуваме жените да се вработуваат, да бараат подобра работа, како што нели најчесто кај нас избор е работата во институции. Ние напротив сакаме да им предучиме дека доколку првиот избор кога ќе бараат работа им е предприемништво, нуди повеќе можности отколку било која друга работа за запослување. Затоа што предприемништвото има бескрајни можности, нуди многу отворен е светот за работа, а ние во принцип ги водиме низ процесот на создавање на компанијата и низ процесот на растење на компанијата и затоа сме направени како Сдружение на бизнис жени. Освен со финансиски потешкоти, жените предприемачки во земјава се соочуваат и со недостиг на меѓусебни контакти и размена на искуства. Според тоа, за да успеат, потребно е да се усвои национална стратегија. Сега сме на прагот на донесување на националната стратегија за женско предприемништво, преку која што се надевам ќе успееме да ја подобриме, а фактички ќе направиме ситуација каде што ќе има поотворени врати за развојот на женското предприемништво. Така да таа е следната фаза која што се надевам од 2019 ќе успееме да го донесеме како еден документ во кој што во државата ќе имаме услови за работа на женското предприемништво. Работиме на B2B средби, работиме на поврзување на бизнисите. Во моментов сме во фаза на формирање на кластер, кој што кластерот ќе биде стрикно за извоз. Компаниите кои што сакаат да работат извоз, ние ги поврзуваме во делот од Југоисточна Европа, каде што имаме партнерски организации со кои што соработуваме, каде што тоа заеднички го работиме. И како чадор на сето ова кое што го работиме е креирањето на Националниот совет за женско предприемништво, каде што се влезени повеќе организации и институции со кои што заеднички ги развиваме активностите за развој на женското предприемништво. Излезот од така наречената предприемачка сиромаштија, освен обуки за нивен личен раст и развој на бизнис и предприемачки вештини, е во насочување на жените кон профитабилните професии од областа на технологијата и инженерството. Сдруженијето на бизнис жени денес одржа работилница во Тетово. Исто така работа на терен, преку кластерот, преку поврзување на жените, значи за почеток поврзување на жените во Македонија. Многу ретко се среќаваат едни со други и многу ретко говорат за своите бизниси и при тоа многу често ги изостануваат можностите за соработка и за раст на својот бизнис и ние следните активности ни се насочени токму на тоа, на запознавање на жените помеѓу себе во Македонија, во Југоисточна Европа запознавање, значи ќе правиме B2B средби во Југоисточна Европа со жените предприемачки. Еве сега да го кажам дека го спремаме денот на женско предприемништво, тоа е 19 ноември, кога ќе имаме B2B средби од цела Македонија и гости од Хрватска, жени предприемачки ќе ни дојдат во Хрватска, ќе го славиме денот на женското предприемништво и сето тоа се надевам дека ќе го заокружиме со една база на податоци, која што база на податоци ја собираме преку нашиот портал, кој што се вика WeMake, ќе ги промовираме жените предприемачки преку него, ќе ги собереме во базата на податоци и ќе им овозможиме помеѓусебно поврзување преку тој портал, кој што во принцип е и целта помеѓу себе да си функционираат, да заработуваат и нормално да има подобри услови за живење. Според податоците на Сдруженијето на бизнис жени, кое е формирано во јули 2010 година, во Македонија 30% од сите бизниси ги формираат жени предприемачки.